Тука би цитирал наслов на една колумна во Дојче Веле што ја прочитав. Ги потрошивме последните години да чекаме Радев да дојде, сега ќе ги потрошиме наредните неколку години чекајќи да си замине. Така што не треба да очекуваме драматични промени. Радев не е нов во оваа приказка и неговите ставови се јасни. Од 2017. Така е. Мислам дека стабилноста не значи и флексибилност на Бугарија во таа смисла. Мислам дека ќе добиеме еден порафиниран јазик од Радев, повеќе поврзан и координиран со бриселскиот поглед на ова прашање, но во основа е на крута позиција. А таа е, ова е европски став, не бараме нови, немаме нови барања, но она што е договорено досега мора да се исполни, топката е во Скопје. На тоа очекувам дека Брисел ќе се обиде да понуди некакви декларативни гаранции кои се потребни за македонската политичка елита за евентуален пробив по тоа прашање, но не верувам дека суштински секвенцата ќе се смени. Во основа нашиот проблем е, ние велиме, прво гаранции и напредок, па после уставни измени. Бугарија, па и Брисел вели прво уставни измени, па после напредок. Додека тие две прашања не најдат некаков пресек, не треба да очекуваме пробив. Можеме да очекуваме помека реторика, но на крајот мислам дека притисокот повторно ќе се врати кај нас со некаква помош од ЕУ во вид на декларација за недостаток на нови блокади и така натаму, и мислам дека е тоа максималната отстапка во политичка и структурна смисла која треба да ја очекуваме од Радев. Да прифати некаква декларација од ЕУ дека ова се последните услови вон копенхашките критериуми. Но не треба да очекуваме дека со Радев можеме да постигнеме некаков компромис околу тоа што е веќе договорено.